Почитувани присутни, почитувани новинари, ако Бугарија тврди дека проблемот на отпочнувањето на преговорите со ЕУ се само бугарите во Уставот, предлагаме да поднесеме заедничка резолуција во Европскиот парламент со која што ќе се потврди самобитноста на македонскиот идентитет и јазик. Председателот на владата Мицковски ја даде оваа отворена понуда до бугарскиот председател Румен Радев и до нивната влада. Доколку пречка за македонските евроинтеграции е само внесувањето на бугарите во Уставот, тогаш не би требало да биде никаков проблем заедно со соседна Бугарија да поднесеме резолуција која ќе гарантира македонската идентитетска и јазична посебност, а истовремено ќе зголеми и довербата помеѓу Македонија и Бугарија. Уште веднаш можеме да поднесеме заедничка резолуција, да зацврстиме меѓусебната соработка на овој план и да го решиме проблемот за отпочнувањето на европските интеграции. Понудата која што е дадена од премиерот Мицковски е отворена. Сепак имаме доза на скептицизам дали ова барање ќе биде прифатено од официјална Софија, бидејќи тоа што го гледаме од страна на источниот сосед, посебно некои нивни владени представници, изгледа како да имаат одредени задни намери. Отварањето на Уставот изгледа дека за многу владени представници во Софија е само почеток на многу други барања и многу други изговори за идни блокади. Реалноста е дека добар дел од официјалните представници на Бугарија работат на негација на македонскиот идентитет и јазик, нешто слично како што Русија ја негира самобитноста на украинскиот јазик и посебноста на украинскиот народ. Бугарија, за жал, сака да спроведе еден историски инженеринг, каков што не е спроведен никаде во современиот демократски свет. За жал, помош за ваквиот обид на официјална Софија добиваат и од некои представници на Социјалдемократскиот сојуз во Македонија. Конкретно, председателот на СДСМ е спремен сервилно да изгласа се што Бугарија ќе стави на маса, а тоа го потврди и самиот Венко Филипче во неколку негови настапи. Народот јасно може да види кој за што се залага и може да препознае дека СДСМ се демаскирани и дека секој знае дека од страна на нивното раководство постои една спремност да се прифатат било какви дополнителни понижувања и подчинувања на Македонија. За разлика од тоа, целта на ВМРО-ДПМН е да ги заштити националните интереси, достоинството на државата, да имаме конструктивен диалог со секој сосед, па и со Бугарија, базиран на аргументи, но без виткање на рбетот на самата држава.